Скандалот со прислушување и објавата на случајот Таргет ги вознемири граѓаните. И тие сега поинаку гледаат на приватноста во нивните телефонски разговори. Оваа афера ги отвори дилемите колку нашите комуникации се навистина приватни и дали операторите имаат некаква одговорност. Дали граѓаните разговараат слободно на нивните телефони. Еве што мислат тие. Дали мислите дека сте прислушкувани? Да. Да. Дали мислите дека сте прислушкувани? Не. Не мислите? Па, може би, не знам. Дали мислите дека сте прислушкувани? Може би. Се чувствувате ли безбедно дека зборите на вашиот телефон? Не, ма безбедно, кај има се криминалци се овде. Дали е така? Сите криминалци се. О, таа дошо, пријатно. Во 2001 година процесот се одвивал во телеком операторите. Значи на барање на Министерството за внатрешни работи се обраќаат за одреден број или за повеќе броеви, се снима, се обработува во телеком операторите. После доаѓањето на ВМРО ДПМН во 2006 година набавени се софистицирана опрема која што ако го има целиот сообраќај можат самите да го прават тоа. Се плашам дека во одреден временски период и тоа и се случувало. Затоа и со закон си донесоа власта одредба да телеком операторите купат опрема по нивен налог со стандарди што ќе ги пропише Министерството за внатрешни работи, да обезбедат вод електронски дигитален од операторите кон Министерството за внатрешни работи и потоа тој сообраќај со помош, реков, со софтверски алатки да го вршат следењето на броевите што и не мора да знаат во телеком операторите дека се следени. Од друга страна, личните податоци на граѓаните се заштитени со повеќе закони. Телекомуникацијските оператори носат одговорност за заштита на личните податоци. Во договорите со нив стои: операторот ќе обезбеди доверливост, тајност и неповредливост на податоците за претплатникот заради заштита на неговиот личен интегритет, како и нивна обработка, чување, објавување и користење, согласно одредбите на законот и други валидни прописи и акти. Операторот нема да биде одговорен за повредата на доверливоста на податоците и за последиците од тоа доколку повредата настанала без вина на операторот. Согласно законот така го направи власта да побарат број и тие да го мора да го достават во реално време сообраќајот. Така да тие делумно може да најдат законско покритие. Велам делумно затоа што постојат многу законски одредби кои што тие треба да ги спочитуваат од заштита на податоци, од чување на податоци, мал број на оператори да можат да работат, тие сето тоа безбедно да го извршуваат. Се разбира, верувам дека странските компании кои што се инвеститори во Република Македонија ургирале кај домашните луѓе во операторите да не ја преминат црвената линија. Операторите негираат било каква одговорност за нелегалното прислушување. Нова ги праша OneVip и Телеком за тоа дали имале информации дека во последниве години нелегално се прислушувало. Еве што велат тие. OneVip нема информации дека одредени броеви се прислушуваат нелегално и без потребната документација. Македонски Телеком нема контрола ниту можност за користење на опремата за следење на комуникации. Покрај дилемата за корпоративната одговорност, објавените бомби отвараат и дилеми колку поединци вработени во операторите биле вклучени во овој голем упад во приватноста на граѓанството. Ало? Кажи. Може ли на работа еден телефон да го ставим во употреба? Телефон кажи. СДС лобиран него. 306-775. Како? 306-775. Да биде исклучен да не работи нешто. Не. 35. 306. Добро. 775. 775. Ова 775 што има напред? 070. 070. Окей. Да го ставиме во сила, да не може да врте. Добро. Можноста УБК да добие директен пристап до опремата која дозволува прислушување се најде и во извештајот на Прибе. Наместо УБК сама да решава кого ќе следи, во препораките за итни реформи стои дека за подобра заштита на граѓаните треба да се направат законски измени и да се преместат интермедијацијските уреди кај операторите.